Да ви кажам најискрено, можам да се задржам само на таа фраза се надевам, очекувам, затоа што објективно сите ние во Северна Македонија сме малку разочарани од тоа двојно говорење од страна на Европската унија како целина. Минатата година во Софија на самитот ние имаме чиста кристална формулација дека Република Северна Македонија и Албанија ќе почнат преговори, односно ќе добијат датум за преговори во јуни сега 2019. И тоа не се случи. Ние сме уверувани од највисоките германски официјални лица дека тоа е само техничко одлагање на процесот и ние тоа го прифаќаме и ќе чекаме на септемвриската одлука на германскиот Бундестаг и октомвриската на целата Европска унија. Меѓутоа го поставуваме прашањето: што ако во меѓувреме некој друг парламент исто технички причини го одлоговлечи процесот, бидејќи таму имате одлучување на принцип на консензус. Една држава е доволно да каже не и ние имаме повторно одлагање. Зашто е ова екстремно битно за нас? Ние постојано зборуваме за историски потези, живееме во историски времења и нормално како стари, добри или помалку добри балканци претеруваме во таа работа. Меѓутоа, ова беше стварно последниве година-две историски период за мојата држава, бидејќи ние направивме нешто што не го направил никој во целокупната дипломатска историја на светот. Ние го сменивме името на државата. Претходно имавме друго име, поранешна Југословенска република Македонија, меѓутоа сега новото име Северна Македонија важи и внатре, во правниот поредок внатре, во нашата држава. И тоа најде на значаен отпор кај дел од нашето население, кај нашите граѓани. Не можам да кажам дека тоа не е точно. Ние постојано објаснувавме. Ние ова го на нашиот електорат. Еве, јас бев пред 2 месеци во избори за председател. Кога ме прашува, мора ли ова да го направиме, зошто ова го правиме, јас реков, го велев, ние го правиме ова заради Европа, заради нашата перспектива во Обединета Европа. И сега кај е Европа? Се одложила за октомври, а ако се одложи пак за до година, еден друг податок кој сега го разговарав на средбата со црногорскиот председател Джукановиќ, секој нов или следен член или перспективен член на Европската унија преговара подолго од претходниот. Замислете, до овој момент Црна Гора преговара цели 7 години и се уште ги немаат отворено сите поглавја, а да не зборам која ќе ги затворат сите 35 поглавја. Значи, ако европскиот процес на придружување, само зборувам за преговарањето, ако трае 10 или 15 години, каква ја перспектива можам да нудам на мојот народ и било кој друг балкански политичар? Значи, Европската унија, ја знам дека се бави со сама себе, со нjeната внатрешна архитектура, али Европската унија мора да знае дека ние сме на Балканот генерално 30 години во транзиција. И ние мораме да видиме, ама стварно мораме да видиме светло на крајот на тунелот.